Денес го посетивме ова училиште, каде што е од големо значење за општина Кавадарци и треба да бидеме горди што имаме едно вакво стручно училиште од карактер на земјоделие и на шумарство. Ние како општина од ова година така да имаме малку поголем придонес во самото функционирање на училиштето и нормално како општина ќе се заземеме да можеме да помогнеме и на менеджментот, на директорот и на самото училиште да го дигнеме на повисоко ниво. План ни е да ова училиште се развива, после тоа што знаеме дека нашето поднебие и земјоделски и шумарско е многу развиено, така да можеме да направиме подобри услови за работа, да се направат повеќе кабинети, да има функција училиштето во делот на земјоделието претежно. Само ова училиште нема покривнов, не е извршена реконструкција и на фасадата. Има ли шанси во наредните неколку години да се вложат тоа се големи пари за ова училиште? Да, кровот е застарен, фасадата не е сменета. Ова година во програма тоа не беше влезено, за наредната година се надевам дека директорот ќе направи подобра програма, ние како општина ќе го поддржиме тоа и мислам дека можеби и двете работи да ги завршиме во 2019 година. Во моментот, од утре натаки со директор сме договорени, ќе биде решен со тоа што ќе направиме комплетно оградување на училиштето и ќе направиме заштита да училиштето и дворот на училиштето бидат максимално заштитени. Така да како институција која што ќе биде оградена и ќе биде во функција е заштитена во делот на она население кое што го имаме тука, ја не би рекол баш ромско население, не би рекол луѓе кои што не придонесуваат за општеството, него напротив го растураат општеството без разлика од која припадност припаѓа, дали се роми или друго нешто. Ние како општина заедно со полицијата и со граѓанските организации ќе презимаме соодветни мерки и мерки за нивна дислокација во делот на онамо кај што припаѓаат во општеството или нивна социализација во самото општество. Работиме на тој проект, така да мислам дека ќе имаме некој успех, имаме неколку пати разговарано и со нив, начинално се расположени за соработка, а нивното кажување дека немаат они минимални услови за живот, така да еве ние како општина и како општество ќе се потрудиме да ги ставиме во еден социјален ред да може да бидат во подобро.